Време е за уште едно издание на емисијата Фактор среќа на фреквенцијата на телевизија Алфа, поддржана од Државна лотарија. И оваа сабота ќе имате можност да проследите получасовен разговор со лице кое добро ви е познато и со чија што музика растат и се развиваат голем број генерации. Тој е фронтмен на групата Нокаут, композитор, продуцент, пејач, мултиинструменталист, инженер на звук, создава убава музика за албуми, филмови, за реклами, а периодов интензивно заедно со членовите на Нокаут се подготвуваат за големиот јубилеен концерт 30 години Нокаут, кој што ќе се одржи точно за една недела од денеска на 9 мај во салата Јане Сандански. Никола Перевски Пере, денес мој и ваш гостин во Фактор среќа. Пере, добре ни дојде. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Ти благодарам што одвои време, затоа што знам како се ближат деновите до концертот, дека станува се подинамично, интензивно течат последните подготовки, па ајде да слушнеме каква е вака атмосферата на недела дена пред концертот, кај вас, кои што се подготвувате за овој настан. Па, мислам дека е малку напната како и секогаш, затоа што да вистина бара многу ангажман и покрај тоа што имаме и продуцентска куќа која што се грижи за нас, сето тоа нели да искочи на крај секако што треба. Меѓутоа навистина бара многу време, бара многу жртва, посвета. Еве да кажеме нели интервјуата се едниот дел од работата, да кажеме што треба да се сработи по мене исто така пред некој поголем настан и така натака, меѓутоа ние сме јавни личности и вообичаено ние да се појавуваме, се разбира, во емисии каде што ќе те поканат. Меѓутоа покрај тоа имаме доста проби, тука се испишуваат нормално и посебни аранжмани за изведбите кои што ќе ги имаме таа вечер. Тоа одзима многу внимание. Тоа сето кога ќе го искомбинираш и со приватноста, значи влагаш у еден организиран хаос. Меѓутоа мислам дека тоа некако и ме води напред во она што го правам и создавам. Сигурно сум дека уживаш во цел тој организиран хаос и дека одлично се снаоѓаш, впрочем имаш огромно искуство кога е во прашање и музиката и продукцијата и се што оди заедно со музиката и со твојата кариера. А ајде сега да се вратиме малку назад во детството, па ќе стасаме пак до концертот на 9 мај. Тебе музиката те следи цел живот или ти ја следиш незе, кој како милува да каже. И некаде еднаш прочитав дека првиот контакт со музика си го имал само на 2 годишна возраст, кога си добил еден многу убав подарок од твојот татко. Да. Ајде да се сетиш точно сега на тоа. Види се, ако почнуваме од детството, значи роден сум во Чаир, а донесен сум во Центар. Така што тука почнува мојата приказна на улица Велјко Влахович, сега Теодоси Гологанов. Живеев точно наспрема тогашен Багат, Левис 500 Кец. Така што тоа е местото каде што стариот мој една вечер, значи, донесе некаква играчка, која што беше некое пијано, ама во некоја многу миниатурна верзија, а меѓутоа квалитетна. И некако, кога ја удрив диркава, тоа беше за мене некое откровение. Веројатно, стариот во мене видел некаков потенцијал во однос на тоа, дека имам ритам во себе, дека играм, дека подзапеувам и така натака. Тоа е едниот подарок, а вториот пат влезе со некаква кеса. Во кесата имаше акустична гитара и тоа ми изгледаше сето чудно добро. Он знаеше да свири акустична колку толку. Не е некаков виртуоз, меѓутоа да засвири за своја душа. Добро го правеше тоа, слушајќи го него, влегов со клавирот да го пратам.
Дури се сеќавам на некои моменти од тој период и некако ги правевме, ги создававме композициите заедно, на акустична гитара, јас на пијано, и така почна таа некако приказна во однос на музиката, музиката да навлезе длабоко во мене, и сето ова навака е веќе историја. Така, ти се запиша во нижото музичко училиште? Во нижото музичко не се запишав, ја моите ме запишале. Се уште сум бил мал, значи 5 години сум имал кога ме запишале во ниже музичко, припремна година, па прва година ја идев 2 пати, ја репетирав, од што бев... Од што сакаше повторно се да слушнеш уште еднаш? Па не, туку со годините бев премал за да одам напред, да кажеме, и затоа прва година во нижото музичко училиште на моја 6 годишна возраст ја репетирав 2 пати, ја одев. Свирев виолина, ме одредија, јас сакав пијано, меѓутоа за виолинист ме одредија. Тогаш беше така, да ти ги видиме рачињата, да ти го чуеме слухот и така натака и така. Верувам дека и денеска е така. И ме примија на виолина, така што завршив нижо музичко училиште, потоа средно музичко училиште и навака веќе после тоа факултети и така натака. Завршив во Барселона факултет за аудиопродукција на електронска музика. На електронска музика на престижната SAE академија, еден австралиски бренд, многу убаво, добро искуство. Тука втор факултет исто во Европа, прима исто аудиопродукција, кај што и предавам на студентите аудиопродукција и обработка на звук, заедно со моите колеги таму, и тоа се дружам и ден денеска со музиката, уживам во неа, тоа некако ме исполнува, да кажеме, и ме прави среќен на некој начин. Да, тоа стана твојот животен пат, и покрај тоа што во тие рани години, во детството и во младоста, беше влюбеник и во спортот, спортските активности беа дел исто некако од паралелно твојот тие работи ги одев, да кажеме, во теков на мојот живот. Еден период тренирав сериозно кошарка, така што идев 2 паралелни основни училишта, значи до 3 саат бев целодневна настава во Браќа Рибар, после веќе од 4,5, односно од 16:30 или 17 часот, ми почнуваше на второто ниже музичко училиште, односно второто основно училиште. И таму останував до ноќните часови, до 20 часот, до 20:30 имаше некогаш предавања, така што цел ден ми беше исполнет. Ако немам музичко, тогаш одев на спорт, да кажеме на кошарка или фудбал и така натака, социализација, дружба. И тие времиња беа малку поинакви од овие сега што се, барем јас така тоа го гледам и го доживувам, а можеби само стареам. Нокаут како идеја, како приказна, започна во сега веќе можеме и да кажеме далечната 1996 со она прва постава, нели? Точно, да. Со првата постава, да, со првата постава. Како всушност се роди Нокаут? Нокаут се роди во 96 година. Тогаш имав претходниот бенд ми се викаше Аперитив, и тогаш бев се уште во средното музичко училиште. Дарко Димитров беше на факултет, он го завршуваше веќе, факултетот беше при крај. Веројатно ме гледал на некоја емисија со бендов, некој фанк и рок свиревме тоа време. Бевме многу интересни, а он беше тогаш баш при крај на кариерата, да кажеме, со нулта позитив, правеа, мислам дека еден и единствен или последен, да кажеме, некаков настап во тогашниот хард рок, и ме покани да бидам со мојот бенд пред група на нулта позитив, да го отвориме концертот. На нулта позитив свиреа, поддршка им беа како бенд Октавијан.
во позадина и така почна целата приказна. Бев, значи, како што ме покани, бев на самиот концерт. После тој концерт, кај си што си на факултет си во средно, се видовме баш на факултетот, испивме некое кафе, тука мораш да дојдеш кај мене да слушнеш што работам. Ја викам, абе, слушај, залюбеник сум во музичкава продукција, баш би сакал, знам дека работиш со семплови, знам дека имаш некоја визија за како треба да движи продукцијата и музиката во иднина, не само сега, значи беше он и ден денеска е визионер на свој начин. Така што ме покани кај него во студио 96-та година и така почнавме слушни го ова, слушни го она и некако брзо се најдовме и се снајдовме во тоа што го работевме. Знаевме што сакаме во суштина. Јас бев влюбеник во фанкот во тој период, па и ден денеска. Така што почнавме првата песна се викаше Ти си луд, беше тотално авторска негова песна, која што мене ми се допадна од прва која заслушав, онака добар бит, добар почеток, све викам ова го правиме. И после тоа влеговме со некои преработки, сакавме да експериментираме малку со музиката, воедно музиката е еден голем експеримент. Јас барем така го гледам и ја гледам музиката, ја доживувам како еден експеримент кој нема крај. Тоа исто како и во медицината, исто во било која наука и било која сфера да влезете, секогаш можете да експериментирате во било што. Меѓутоа, музикава е нешто многу интересно, кај што јас се пронедов и заедно со него во некакви преработки да направиме нешто да донесеме од запад, да кажеме, а што ќе звучи интересно на македонски. И така почнаа првите преработки, како ABC од Jackson's 5. Земавме нешто, некаква тема, значи од таа, од 73-та година. Од Jackson's 5, па тогаш, после тоа продолживме со Временска машина, како од Dirt, Wind and Fire, September. Инаку, нели, верзијата наша се вика Временска машина. Тука влезе и Принц, значи со самите текстови. Јас ги запознав Принц и Дарко на некој начин, затоа што со Принц претходно свирев, па имавме бенд со Принц претходно пред 33-4 години, свиревме по локали, по клубови и така натака. Тоа ми е едно друго искуство. Меѓутоа се повлеков од да кажеме, тој фрагмент од животот, тој дел од животот, да не можев да го издржам тоа темпо секоја вечер да бидам негде, значи да свирам цело време по клубови и така натака. Така што продукцијата многу ме заинтересира и седнав да го работам тоа, почнав да творам, да се интересирам за програмите покрај Дарко, покрај се како можам да навлезам се повеќе во тоа, да можам да станам еден ден продуценти. Така клопчето се отвори полека, една песна, втора песна, преработка. Во меѓувреме, значи, ние го завршивме тој проект со ABC, со Временска машина, па тогаш ги викнавме, да кажеме, од кога ги имавме некако матриците, тогаш почнавме да размислуваме, слушај, треба да се представиме некако. Пред јавноста со ова, кој ќе биде начинот, и тогаш почнавме да ја формираме таа прва четворка, што за тогаш беше супер и секој си ја гледаше од свој аспект, си го гледаше нокаут од свој аспект, да кажеме, од таа четворка, од таа прва постава. Да, тогаш беа Франц. Да, Франц, Киро, Ацо, Бог да го прости, нели, и една фина екипа, се дружевме, значи настапувавме низ Македонија, меѓутоа таа постава виднаш почна да ве сака публиката, виднаш ве прими многу убаво, еуфорија многу брзо се створи некако. Се појавивме 2-3 пати по телевизиите, односно тогаш имаше само таа една телевизија и за многу брзо време, после 97-98 почнаа и приватниве телевизии да се отвараат. И тоа беше, немаше интернет, немаше телефони тогаш. Тој беше начинот да можеш некако да се презентираш, да се представиш пред јавноста, да допреш
Секој сите генерации. И мислам дека повеќе вистина имаше тогаш него отколку сега на некој начин. И секое време, односно, убаво да се доживее и да се живее во него. Чувствувам носталгија кај тебе за тие убави времиња, да. за овие понови времиња ќе проговориме исто така денес, но пред да продолжиме, знаеш дека емисијата е поддржана од Државна лотарија, кои што патем се и поддржувачи на концертот на Нокаут. Ајде да видиме дали Пере играш игри на среќа, да ми кажеш. Гребаш ли гребки? Па порано повеќе сум играл. Во однос на тоа, нели, сум живеел, мислам, и денеска живеам во центар, тука околу плоштата, така некако ми е судбинава, ме наведува и баш на плоштат тука имаше главната лотарија на Македонија, тука беше и кога има време, интересно ми беше, викам, што е ова сега, некои гребки, некои сречки, нешто да се изгребе, да се искине. И дост сум играл, така што... А со среќата како? Си добивал ли нешто или не баш? Повеќе само за забава изгледа. Како и да е, се чувствувам среќно. Да. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Да. Среќата е состојба. Ајде да видиме колку денес ќе те послужи среќата да си одбереш една урбан стил гребка, не знам, од овие некогаш дали си имал можност да гребеш. Само урбано. Има парични добивки и има еко-скутер. Тоа ни е алатчето за гребење. Добро. Да видиме дали ова урбан е ознака за екоскутер. Така. Треба да имаме 3 полиња со урбан 1 или урбан 2 или нешто парично, сега ќе видиме. Добро. Што вели среќата и што ќе каже гребката. Еве имам нешто урбано, едно. Па бар 3,50, уште едно да можам, уште една шанса да ми се... Уштеш на добивка, тоа би било. Ќе видиме, че е третата 50. Значи не е без ништо, не е недобитна. Таа гребка, знаеш дека можеш да си ја смениш во било кое продажно место на Државна лотарија и можеби во другата се крие нешто поголемо. Така е, Државна лотарија е како општествено одговорна компанија, многу често поддржува дали имам право сега, значи, со ова да одам во лотарија? Било каде. Кога ќе имаш време, ќе си ја смениш за нова гребка и ќе видиш што има таму. Можеби тоа тука лежи. Така, а на крајот на емисијата јас ќе ти дадам и дополнително гребки како подарок од Државна лотарија. Тоа сакав да напоменам дека Државна лотарија како општествено одговорна компанија многу често поддржува музички настани, концерти, фестивали, спортски настани и еве баш ми е мило што го поддржува и концертот на Нокаут, затоа што ова ќе биде еден убав музички настан, еден своевиден спектакл во кој што ќе уживаме. Еве, да, една јавна благодарност до Лотарија на Македонија, навистина секако дека ни помогна и во тој дел. Благодарам до сите оние спонзори кои што ни помагаат, сите оние луѓе кои што се ангажирани овој период за да можеме да го направиме тоа како што сакаме, како што треба. Навистина сме возбудени, да кажам, на некој начин, затоа што за прв пат, да кажеме, ќе настапиме така централно поставени во круг 360 и да бидеме проследени од сите страни, од самата публика. И така, едно посебно искуство, што мислам дека пак сме пионери во нешто што го правиме и што ќе дадеме пример се разбира и другите да продолжат, да кажеме, да прават такви моменти, такви концерти и тоа е. Па слободно можеме да кажеме дека Нокаут е една од можеби најактивните музички групи кај нас кога се во прашање концертите. Вие на вистина преку цела година имате многу често настапи, концерти, помали, поголеми и тоа е секогаш една прекрасна енергија што ја споделувате со публиката кога ги слушаме сите тие хитови, почнувајќи од оние
од првиот период, од првата постава на Нокаут, па нели тоа што следуваше Така. подоцна 2006 кога се реоформи бендот и кога почнавте да создавате нова музика. Да, па мислам дека ние со музикава никогаш не сме застанале, дури и оној период од таа првата постава, значи која траеше 4,5 години. Мислам дека после тоа мораше да следи некаков период на акумулација, на адаптација и да се свртиме кон нешто исто така вистински, нешто поинаку, да промаме да направиме нешто вистинско, нешто оригинално, убаво, нешто што и мене ми одговараше како вокал, да променам нешто во однос на музиката, на продукцијата и така натака. И мислам дека успеавме во тоа, затоа велам, тој беше некаков акумулативен период на абсорбација, за креативните моменти, да може да креираме нешто ново, и баш тие 2,5-3 години многу добро ни дојдоа за да направиме еден добар албум, да се исчистат некои работи претходно што не можевме по секоја цена и во одредено време да ги решиме. Меѓутоа се си дојде на свое место, излегоа добри песни, добри снимки, продолживме и понатака со Дарко Димитров како главен извршен продуцент на нашата музика. Иако ние снимавме по други студија и работевме све, меѓутоа последниот збор му го дававме на него. И така што дури тие баш 3 години, од тие 3 години, 2 години посветив многу време да најдам луѓе кои што ќе влезат во новата постава на Нокаут. Односно тогаш и се размислував дали би бил како Пере, дали би идел, дали би продолжил како Нокаут. Меѓутоа искочи како Нокаут да продолжиме. Не гледав во тој момент причина зошто тие 5 години што сум ги потрошил претходно и што сум направил некаков имидж, да кажеме, со бендот, не би продолжил и понатака. Така што излезе целава работа така како што излезе, супер, и благодарност до сите оние што не поддржуваат, да кажеме, овие 30 години, до целата публика, до сите фанови, до сите соработници за овие 30 години, и едно големо фала од срце. А кога сме кај фановите, бидејќи и јас сум дел од фановите на Нокаут и знаеш дека многу често доаѓам на вашите концерти, со уживање ве следам и ве слушам, сведок сум била дека фанови Нокаут има буквално од сите генерации. Има, и тоа е еден своевиден феномен. Тоа е посебен феномен, и тоа е работава што посебно ме прави горд, да кажеме, на некој начин, и среќен. Затоа што навистина сме создале музика и се уште создаваме за повеќе генерации. Тоа ми се докажа баш и ова интервју, некако негде и на ова одговорив, на ова исто прашање. Скоро, кога свиревме во СРЦ Кале на 20 години јубилејниот концерт на Нокаут, во публика се симна во публиката и пеев заедно со публиката доле. И во првите редови тука стоја баба, ќерка на бабата и внука на бабата. Значи 3 посебни генерации. Само ме гушна бабата и ми рече: "Чедо моје", вика, ја почнав да те слушам, вика, после преде, вика, ќерка ми, вика, и пренесов на ќерка ми, и сега и внуката, вика, сите песни ви ги знаеме, се така што тоа ме прави посебно, да кажеме, горд, и тоа е една од најголемите награди, ако не и најголема за еден музичар. Знаеш дека си споделил убава енергија, различни ситуации, со различни моменти сме се сретнувале
во животот. Некој раскинувал, некој свадба правел, некој се запознал на нашиве песни, така што нон-стоп ни пишуваат, нон-стоп коментираат нешто. Имаш и добри, имаш и лоши коментари. Доброто е кога има и лоши, затоа што е здраво да не му се допаѓаш на секому, да кажеме. И така и треба да биде сега, Боже мој. Пере, наспроти твојот музички пат и твојата навистина голема ангажираност кога е во прашање музиката, продукцијата, сите тие активности кои што го исполнуваат твоето секојдневие, денот ти го исполнува и нормално твоето семејство, твоите сакани дами, твоите 4 прекрасни керки, кои што се миленички на тато, сите од прва до последна. Тоа дефинитивно. Михаела е веќе нели дел од твојата музичка приказна и приказната на Нокаут, но си гради веќе и собствен пат, така е. Останатите не знам какви афинитети имат, но знам дека секогаш кога ќе те сретнам со некоја од нив, дека светиш, дека едноставно уживаш кога си во нивно друштво. Тоа се моите моменти на среќа, знаете, гледам среќата некако да ја чувствувам со оние мали работи, значи не барам не знам што, не барам не ги барам парите, не ги бркам по секоја цена, да кажеме, и да се потресувам за некои работи што се можеби само некоја фикција за која што јас се борам, да кажеме, или сакам нешто да направам по секоја цена. Не, едноставно малите работи ме прават среќни, тоа што сум здрав, да кажеме, децава што ми се тука, они да се добри. Кога се они добри, јас сум окей. Така што секој момент гледам со нив да го поминам убаво, да ми биде исполнет денот со убави работи, со убави мисли. Они се дел од мене, од моите чувства, од моите мисли, и драго ми е секогаш кога го споделувам со нив. Дали барем едно кафе да испијам и да се направам да ги чујам дали се добри, затоа што првите две се веќе големи, овие другите две се 4 различни генерации. 4 различни генерации, неверојатно, неверојатно, Мие веќе 28 години, Каја е 19, значи и помеѓу првата и втората диапазонот е веќе голема. Од Каја до Софија, значи, не знам, Каја ако има 19, Софија има 5,5 години, значи, навистина различни генерации, различни допирни точки се тоа од секој аспект, значи, и навечер кога заспивам, сакам да заспиам мирно, иако овие големиве ги мислиш кај се, со кој се, па дали ќе се вратат на време, со овие другиве маливе имаш други проблеми, да не се удри во нешто, да не бе што ќе лапне, што ќе овакво. И мислам, секогаш ти е весело. Да, весело е, динамично е, знаеш, иако знае да биде и доста напнато, меѓутоа па тоа се ситуациите од кои што учиме и ние како луѓе пред се, па потоа како родители, значи да се осознаеме и карактерно и све, па и така и го градиш карактерот, и тоа е тоа. Нема да ти го поставам прашањето кое што вообичаено го поставувам, како ја доживеаш среќата, како ја доживеаш, затоа што мислам дека веќе го добивме одговорот на тоа прашање од ова што кажа. Јасно е дека твоите 4 девојчиња и твојата музика се дел од твојата среќа, секако твојата сопруга. Тоа е внатрешен мир. Значи, за мене среќата е стварно внатрешен мир, да можам да заспиам мирно, да сум, како што кажав, со моите најблиски, да сум здрав, така што мислам дека оно што вели дека е среќен цело време, мислам дека лаже. Не можам да кажам дека сум среќен цело време. Има и моменти кои што се тешки во животот. Ако ги нема да уживаме во среќата и да се радуваме. Апсолутно, да, точно така.
И меѓутоа мислам исто така дека е многу важно и во тие тешки моменти да останеме присебни, да останеме свој и така како што кажав исто го градиме карактеров со текот на со своето искуство, истекот на годините, она сето што го преживуваме, што го доживуваме и таа бараме среќата некако во едноставните работи, тоа да кажам. Бидејќи и работата бара многу енергија и семејството и децата бараат многу енергија. Посебно мислам креацијата, стварно ти да креираш музика или било која, да земеме од уметностиве, да земеш да сликаш, да земеш да вајаш, со било која уметност да се занимаваш, мислам дека ти треба едно катче негде за да можеш некако да се смириш пред се, затоа што за една добра песна треба навистина добра абсорбација на енергија. Нешто треба да правиш за да акумулираш во себе добра енергија. Каде ти ги полниш батериите, како што велиме? Каде ја наоѓаш својата инспирација? Многу често сте во Охрид, сакаш природа. Да, сакам каде многу природа. Всушност сакаш да го поминуваш? Сакам да шетам на водно време? многу. Во последно време овие 3 години посветен, 2 години се извинувам, посветен сум исто на пиклболот како спорт. Навлегов професионално, амбасадор сум, да кажеме, на пиклболот во Македонија, да го промовираме како спорт, се извинувам. Така што навлегов во тоа и сум дел од македонската репрезентација, од македонската асоциација. Минатата година во септември месец бевме на Европското првенство во Италија. Поминавме одлично искуство, каде што по дефолт од Европското првенство оваа година заминуваме за Виетнам на светското првенство во пиклбол. И тоа ми е некако out of the box, нешто што ме купи веднаш, да кажеме, и тоа го открив као нема, значи, историја, нема иднина, туку веднаш ти доаѓа топчето на кај тебе и мораш веднаш да реагираш. И тоа некако ме импресионираше и почна да се занимавам така со пиклболов како спорт. Мислам, истото и во тенисот, нели? Ја покрај тенисот навлегов во пиклболот. Да, тенис претходно знаеме дека редовно си играше. Меѓутоа сега и со теков на годините пиклболот не изискува толку трчање, да кажеме. Мораш да си спремен, мораш да трчаш и таму, да реагираш. Исто е многу адреналински спорт, адреналински во однос на мускулатурата, веднаш реагираш, брзи потези. И така, како што кажав, некако ми е out of the box, кај што стварно не мислам на ништо друго, туку сум тука веднаш сега и некако ме одмара. И после некако сум наполнет со позитивна енергија, тоа се чувствува после тренинг, после надпревар. Баш убаво, тоа е прекрасно и супер е што си амбасадор. И чувствуваш ли дека веќе полека почнува да станува попопуларен? Затоа што директно имаш можност да го афирмираш. Пиклболот е спорт кој што со енормна брзина се шири во светот, иако е, мислам, спорт кој што е донесен од западот, да кажеме. Таму веќе се игра во секое мало, веќе имаш изградено терени за пиклбол пред секоја зграда, во секоја сала, дури овие бодибилдинг сега салите што ги прават на запад, па и во Европа, веќе и во тие сали ставаат нешто за загревање, како пиклбол терени внатре. И многу интересен, многу е убав спорт. Доброто е тоа што е од 7 до 77 години, сега од оваа година влезе и категоризација за деца од 10 години да може да одат исто да се надпреваруваат и така натака, значи од 18 до 50 и од 50 нагоре. Не сум пробала никогаш, но звучи многу интересно, можеби некоја следна прилика, па ќе се опробам и јас. Пере, времето брзо лета, кога имаме во нашево студио соговорник кој што има многу интересни работи што знае да ги каже, да ги сподели. Имаме многу да кажеме за жал 30 минути како 30 години. Вака лета. Вистина е тоа, убаво го кажа ова како за крај. Јас уживав во разговорот и во
друштвото. Исто јас ти Што ни го правеше тука во студиото, верувам дека и нашите гледачи, како што ти ветив, дополнително пакетче со грепки, урбан стил на државна ова ќе дам лотарија. на децава, они имаат поголема среќа од мене, се надевам и така Дома треба да биде. еден турнир мал во еден гребење турнир и да грепки. видиме, да. Тоа е. И посакувам за 7 дена да уживате на сцената, да го дадете како и секогаш најдоброто од нокаут. Да, Не се сомневам дека ќе биде уште еден одличен концерт кој што ќе го паметиме и во кој што ќе уживаме од првиот акорд па до мислам последната уште една испеана песна. благодарност до сите оние што не поддржуваат до сега овие 30 години, посебно исто така до публикава која што си купи карти, концертот е значи скоро целосно распродаден и мислам дека публиката заслужува таа вечер да си помине убаво, а исто така и ние со целата публика. Јас секако ќе бидам таму. Во првиот ред да ги пееме заедно хитовите. Пере, И благодарам фала многу, ти за гостувањето, а тука некаде ние ќе го привршиме ова денешно издание на Фактор среќа уште еднаш потсетувајќи ве и поканувајќи ве следната сабота на 9 мај во салата Јане Сандански да присуствувате и да не го пропуштите јубилејниот концерт на групата Нокаут. Ви посакувам убава вечер, пријатен викенд и се гледаме повторно за 7 дена во следното издание на Фактор среќа.